Па денес имав закажана среда во германската амбасада со луѓето кои што го третираат образованието, културата и другите прашања. Беа заинтересирани за она што се случува, посебно за незаконското напредување на функционерите, како што е министрот за образование, заменител министр, државниот директорот за индустријска собственост, за нивното напредување, за активностите кои што се преземаат против мене во врска со деградирањето на мојата функција од виш инспектор на државен просветен инспектор. Повеќе не можам да бидам во високото образование, туку во основно, во средно, деградирање, значи непочитување на правото, законитоста, ги интересираше за високото образование, ги објаснив целокупните состојби, дека има доста аномали, дека треба доста да се работи на планот на образованието, но за жал истакнав дека длабоко е влезена во политиката во образованието и овие состојби кои што ми се случуваат мене, значи е резултат на инволвираноста на високи функционери во владата на нашава држава, почнувајќи од премиерот Зоран Заев, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кои што исто како се инволвирани во овие скандали за да се надминат сите овие работи. Јас ги запознав за целокупната состојба, дека ние како држава, за жал, наместо да тежнееме да одиме кон европскиот пат, ние се спреткаме во некои племенски активности кои што е недостојно за нашата држава. Што ви рекоа тие инспектори? Едноставно за некои работи беа запознати. За овие мои работи сега веќе се запознати, ќе бидат и во тек на запознавање и согледување на работите. И нормално тие согласно нивната активност ќе си проследат своите извешти таму кај што им е местото, а тоа се знае, значи кај одат нивните извешти од германците, кај одат од холанѓаните, од Европската унија и така натака. Значи битно е да целта ми е, за жал, и тоа го истакнав, дека желба е да одиме да добиеме договор за расправа за Европска унија, но со ваквиот чекор на работење тешко можеме да тоа го постигнеме. И тие исто така констатира дека не може да влијаат на домашното законодавство, но ќе си имаат чекори кои што понатака ќе бидат информирани други институции надвор од нашава држава. Така ме интересира дали добивте одговор по вашиот жалба или приговор, не знам што поднесовте до Агенцијата за државни службеници. Тоа сакам да кажам, иако не добив одговор, иако согласно Законот за административни службеници, членот 19 став 10, кажува дека жалбата, значи што е поднесена, актот кој што е даден од страна на првостепенен орган, значи не е во сила, продолжува со тој мобинг, со малтретирање, со омаловажувања, со мобинг. Јас исто допратив и до повторно народниот правобранител, до трудовата инспекција, до управниот инспекторат, до Државната комисија за спречување на корупција. Морам да кажам, со жалење, повеќе од 3 месеци и нешто, Државната комисија за спречување на корупција до сега нема преземено ништо. За жал. Мобинг ви вршат на работното место сега откако се вративте од одмор? Да, од кога се вратив на одмор, веќе едноставно не ми даваат работни задачи, ми ги одземаат предметите. Предметите не можам да ги дадам така, мора да оди како што треба. Веќе даденото решение не е конечно, не е правосилно и јас нормално си ги терам сите овие работи по еден законски пат. Значи, мобингот е невиден. Сето тоа доаѓа, морам да кажам, доаѓа од страна на премиерот Зоран Заев, од страна на министерот за внатрешни работи, кој целосно го поддржува директорот на Државниот просветен инспекторат Томе Спировски, кој се во родинска врска Кумановска, и во дадена ситуација јас морав сето ова да го истакнам на денеска за состојбите кои што се случуваат. Сепак германската амбасада ќе си презема она што треба да се преземе со нивните надежности. Како што рекол, нема мешање во внатрешните работи, но тие знаат кај треба тоа да го дадат како извештај. Морам да кажам дека се изненадени од ваквиот чекор.
изненадени, не во целост изненадени, затоа што и очекувано ова дека политиката длабоко е влезена во и во образованието и во секој сегмент од нашето живење. И јас очекувам, значи, понатака да имам понатамошна средба да ги запознам и Американската амбасада деновиве за целокупна ова ситуација.